Партиите како креатори на политики не би требало во своите редови да имаат лица кои се осудени за сексуална злоупотреба на малолетници. Медјаши со осуда за силувачот од СДСМ. Политичките партии како креатори на политики не би требало во своите редови да имаат лица кои се осудени за сексуални злоупотреби на малолетници. Дополнително, што најголемиот дел од нив се повторувачи на делата, е ставот на Медјаши во врска со силувачот од редовите на СДСМ. Политичките партии треба внимателно да ги избираат носителите на повисоки функции кои имаат можност да креираат политики за деца, велат од првата детска амбасада Медјаши по пресудата на Кире Неделковски од СДСМ за силување на малолетно девојче. Политичките партии, независно од тоа дали се на власт или во опозиција, како креатори на политики и платформи, не би требало да дозволат во своите редови да имаат лица кои веќе биле осудени за сексуална злоупотреба на малолетници, дополнително земајќи во предвид фактот дека педофилите во најголем број се рецидивисти и најчесто го повторуваат делото кога се на слобода. Според доктор Славица Гајдадзис, пред законот сите сме еднакви, без разлика дали некој извршува јавна функција. Законот дефинира во делот на јавните функции кои све услови треба да бидат исполнети за да некој човек може да се бави со јавна функција. Интернет страницата Регистар на педофили, освен што ги обелоденува осудените педофили, има за цел и да информира како да се препознае педофил во непосредно обкружување, бидејќи според статистиката злоупотребувачите во скоро 90% им се познати на децата. Истражувањата покажуваат дека 53% од педофилите во детството биле жртва на сексуално насилство. Годинава се регистрирани десетина случаи на полов напад врз дете. Во Македонија за педофилија се осудени околу 70 лица. Младите